Градот на грозјето и виното, на топлото гостопримство и срдечноста, на традицијата, но и на модернизмот Кавадарци, со годинашното издание на познатиот тиквешки гроздобер блесна во полн сјај. Како никогаш досега, со возобновувањето на некои стари тиквешки гроздоберски обичаи, помеѓу кои и тиквешкиот карневал, но и со исклучително богатата и содржајна културно-забавна програма, гроздоберот примами неколку илјади посетители кои 3 дена уживаат во градската фешта. Денеска го одлучуваме официјалниот почеток на тиквишкиот гроздобер, односно почетокот на тиквишкиот карневал, што е со подолга традиција од 60 години и со мал прекин од пред 20 години е пак возновен и сега сме на едно високо ниво делот на карневалската постојка, односно во делот на ФЕК, Европското здружение. Во рамките на годинашниот гроздобер посетителите имаа можност бесплатно да го посетат и винскиот музеј за регионот Тиквеш Кавадарци, кој е единствен музеј од тој вид во Македонија. Во музеот се изложени 70 етнолошки предмети и 15 фотографии со историска содржина, како и изложбени вина од сите комерцијални и семејни винарии во регионот. Музејските експонати се изложени на површина од 100 метри квадратни и сите се поврзани со преработката на вино и ракија од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Посетеноста ни е одлична, така да се што она традиционално и потекнува од општина Кавадарци и Тиквишијата, практикуваме да го задржиме и да ја подигнеме културата на пиењето на вино. Успеваме во тие работи. Годинашниот тиквешки гроздобер, кој започна во петокот, завршува вечерва со настапот на балканската музичка ѕвезда Лепа Брена, а додека синоќа пред неколку илјадната публика настапија Харис Џеновиќ и Халид Бешлич, како и многубројни македонски изведувачи од народната и забавната музика.